Почитувани, добар ден, започнуваат вестите на Канал 8. Општина Кочани за прв пат годинава изработи програма за животна средина со која ќе издвои 5000 евра за да се направат дополнителни испитувања на загаденоста на воздухот. Програмата се однесува на наредната година, а од испитувањата ќе се добие стручна експертиза во кои делови од општината има најголемо загадување и кои се причините за тоа. Локалната самоуправа на Кочани ќе прави дополнително едногодишно испитување и ќе нарача стручно мислење за квалитетот на амбиенталниот воздух во општината. За оваа намена изработена е посебна програма за животна средина, со која во буџетот за наредната година ќе се издвојат 300.000 денари, за да се направи дополнително мерење на загаденоста на различни локации и во различни периоди од годината. На овој начин, според градоначалникот Илиев, ќе може да се преземат и ефикасни мерки за намалување на загаденоста. Моменталната загаденост, односно тоа што јас го имам како информација, добивам секојдневни информации, просечната дневна загаденост е 63 милиграми на метар кубен воздух, што е далеку од горната граница која е поставена од 200 милиграми на метар кубен воздух, кога се препорачуваат мерки. Што значи дека ние будно го пратиме ова, меѓутоа се со цел да имаме права слика на загадувањето, на вистина колку Кочани е загаден. Ние ова година со буџетот предвидовме посебна програма за животна средина, каде што предвидовме средства да направиме испитување, повеќе кратни испитувања и на различни локации, се со цел да добиеме на вистина правилна слика колку и како и од што е загаден воздухот во општина Кочани. Значи, се предвидени средства за прв пат во една таква програма, за една таква акција, се со цел на вистина да добиеме правилна слика и да знаеме какви мерки треба да преземеме, се со цел да го решиме и овој проблем кој ги мачат граѓаните на општина Кочани. Наменските испитувања на квалитетот на воздухот ќе ги прави специјализирана институција, што дополнително ќе биде избрана. Таа ќе има обврска да изработи извештај со сите параметри и резултати што се добиени со мерењата. Најголеми концентрации на штетни честички и на јаглерод диоксид во воздухот во Кочани и околината беа регистрирани во октомври и ноември. Проценка е дека една од главните причини за тоа е палењето на страништата, што земјоделците редовно го прават по завршувањето на жетвата на оризот. Завршија градежните работи за реконструкција на коловозот на улицата Страшо Ербапче во Кочани, која доби нов асфалтен слој. Активностите се реализираат како дел од проектот за рехабилитација на патот од Кочани кон Пониква со пари од буџетот на државата. Со преасфалтирањето на коловозот и прилагодување на шахтите и сливниците се комплетира реконструкцијата на улицата Страшо Ербапче во Кочани. Одличниот ангажман на работниците и на градежната механизација на компанијата Ескаватори од Косово, која работеше и на реконструкцијата на патот кон Пониква, помогна практично за 2 недели да се добие поквалитетно сообраќајно решение на овој дел од градот. Според првиот човек на општината, ретко кој граѓанин очекувал оти целата активност може да се заврши токму пред зимската сезона, особено што се работеше во специфични временски услови. Сепак, заложбите да се интензивира целата постапка придонесоа да се реконструира оваа сообраќајница, која има не само локална, туку и поширока важност. Ова е една од попрометните улици во општина Кочани, која прво поврзува еден голем дел од местното население кој живее во овој дел. Исто така пристапот до болницата на општина Кочани и секако најважно е и пристапниот пат до нашиот спортско-рекреативен центар Пониква. Ние согледавме дека ова улица на вистина беше во една очена состојба и интервениравме во централната власт, односно поточно во јавното предпријатие за државни патишта, каде што наидовме на разбирање и надвор од сите програми и планови ја метна и овој дел од улицата Страша Ербапче и на вистина сум многу благодарен за разбирањето кое што го имаше директорот посебно на јавното предпријатие и успеавме ова улица да биде завршена во навистина еден релативно краток период. Трошоците за реконструкција на улицата Страшо Ербапче целосно се покриени од државниот буџет, односно преку јавното предпријатие за државни патишта се добија дополнителни средства од оние што беа планирани за рехабилитација на патот од Пониква кон Кочани.
На тој начин, заедно со реконструкцијата што се најавува за идната година, ќе преостанат уште околу 8 километри, со што по повеќе од 3 децении целосно ќе биде обновено сообраќајното поврзување на Кочани со планинскиот туристички центар на Осогово. Општина Зрновци и градоначалникот Блаже Станков упатија јавен повик до сите граѓани, местни заедници, здруженија на граѓани и институции со своји идеи и предлози да се вклучат во креирањето на буџетот на општината за 2019 година. Сите предлози ќе бидат разгледани на седница на Совет и оние за кои може ќе бидат и прифатени. Инаку за оваа општина одобрени се неколку аплицирани проекти кои треба да се реализираат во новата година. Општина Зрновци ги повикува сите граѓани, местни заедници, здруженија на граѓани и институциите со идеи, програми и проекти да се вклучат во креирањето на буџетот на општина Зрновци за 2019 година. Вклучувајќи се во креирањето на буџетот, граѓаните го поддржуваат партиципативниот развој на локалната заедница, истакна градоначалникот Станков. Врз основа на законските одредби, меѓутоа и поради транспарентност за работењето на локалната самоуправа, ги вклучивме и граѓаните, меѓутоа ги повикавме исто така и невладените организации, местните заедници, да учествуваат во креирањето на буџетот на општина Зрновци. Можам да кажам дека досега веќе имаме неколку предлози од граѓаните, очекувам дека тие предлози ќе бидат помасовни, така да се со цел за да дознаеме на луѓето што најмногу им треба, односно што би било најголем приоритет за подобрување на нивните услови за живење. Ние секој дека ги знаеме проблемите, веќе имаме лоцирано и наши проблеми за кои што веќе е изработена техничка документација и планираме оваа техничка документација да ја аплицираме во текот од 2019 година и очекувам дека добар дел на проекти ќе бидат реализирани. Градоначалникот Станков најави реализирање на проектите кои што се веќе одобрени. Тука пред се работи за уредување на влезот на селото, односно изградба на тротоари, изградба на земјената вада за наводнување, меѓутоа исто така и проширување на самиот пат Зрновци Кочани. Така да мислам дека на овој начин ќе обезбедиме безбедност на пешачите, со оглед на тоа што овде во близина одма ни се наоѓа и детската градинка, навистина оваа улица стана многу пофреквентна. Мислам дека со решавање на овој проблем ќе дојде на вистина до безбедност и на дечињата, и тоа и на родителите, нели, додека ги носат своите деца да престои во детската градинка. Исто така, значи, ќе започнеме со изградба на етно куќа во етно паркот, тоа е веќе втора фаза. Ова една куќа ќе биде целосно изградена, исто така ќе бидат поставени експонати и во самата етна куќа, меѓутоа и експонати на отворено кои што ќе го отсликуваат минатото на општина Зрновци. Сакам да најавам дека исто така веќе е одобрен проект за обезбедување на механизација за јавното претпријатие Водна кула од Зрновци, при тоа ќе биде набавен машина трактор, која што ќе има и приклучна механизација. Овде се работи за ровокопач, за утоварач на земја, на песок, се работи за даска за чистење на снег, за солофрлачка и сите оние пропратни други механизации потребни за обавување на дејност од страна на јавното претпријатие Водна кула. Станков додаде дека очекува проектот реновирање и реконструкција на културниот дом во Видовиште да биде одобрен, како и проектот изградба на пристапен пат до археолошкиот локалитет Моробиздон. Сите идеи кои ќе бидат изнесени, додаде Станков, ќе бидат земени в предвид и ќе бидат разгледани на седница на Совет и она што може да биде вклучено ќе се реализира. Програмите и проектите во електронска форма може да се достават на службениот мејл info@zrnovci.gov.mk, а во пишана форма до архивата на општината најдоцна до 12 декември 2018 година. Протестен марш ќе се одржи в недела на 9 декември во градскиот парк во Кочани со почеток во 15 часот. ВМРО ДПМН и Општински комитет Кочани ги повика сите граѓани да се придружат. Почитувани, ВМРО ДПМН ги повикува сите своји членови, симпатизери, како и сите граѓани
кои не се согласуваат со деструктивните и ненародни политики на СДСМ, да ни се придружат на протестниот марш во Кочани, кој ќе се одржи на 9 декември 2018 година, ден недела, со почеток во 15 часот во градскиот парк во Кочани. Повик до сите да застанеме заедно, сите рамо до рамо, на протест против власта која нема чист образ, против власта која не се грижи за ништо, освен за интересите на малкумина. Заедно да се спротивставиме на оваа ненародна власт и да покажеме дека вака повеќе не се може. Со сила убавина не бидува. Да се каже доста е и да се покаже дека народот е силата на оваа држава. Да покажеме дека сме способни да го браниме личното достоинство и достоинството на нашата татковина. Да застанеме заедно во недела. Заедно на протест против распродажба на државата, против сите црнила што оваа власт и ги нанесе и секојдневно ги нанесува на Македонија и на македонецот. Протест против промена на името на Македонија, против неспособноста и криминалот. Протест против неисполните ветувања за чист воздух, за младинска гаранција за повисоки плати, за зелена нафта, за гарантирани цени за откуп на ориз и за многу други неисполнети ветувања. Подзади нас е период полн со понижување и лаги и нереализирани ветувања. Година на економско и национално истоштување и уништување на државата. Ниту една економска мерка, ниту една реформа не е спроведена во насока на подобрување на животот на македонските граѓани. Да застанеме заедно и да порачаме. Ке дојде зората, Македонија ке застане на нозе, ке се спасиме од овие црнила, ке им дојде крајот на маките. Да живее ВМРО ДПМНЕ, да живее Македонија. Благодарам. Огромна е зависноста од интернетот и од социјалните мрежи меѓу младите луѓе во источниот регион. Дури 93% од нив информациите ги бараат на социјалните мрежи и на веб порталите, покажало истражувањето што го направил правниот факултет од Штип. Младите се најголеми зависници од интернет и од социјалните мрежи. Истражувањата на правниот факултет при Универзитетот Гоце Делчев од Штип покажуваат дека 93% од нив примарните информации ги добиваат од веб порталите и од социјалните мрежи. Оваа бројка за 2% е повисока кај студентите. За разлика од младите на кои мобилните телефони и компјутерите им се постојано отворени, пензионерите пак се верни на телевизиските и радиопрограмите. Над 80% од оваа популација се информираат од вестите на телевизиските и радиоканалите. Студентите на правниот факултет на дебата ги спротивставија ставовите за позитивното и негативното влијание на социјалните мрежи. И најкратко ние представуваме што е социјална мрежа, како таа влие во образованието и во економијата. Сметам дека интернетот не отргна од оној вистински реален живот. Тој ни овозможи широк број на информации и новости, но сметам дека интернетот ни представува отргнување од нашите реални животи. Професорот на правниот факултет Страшко Стојановски забележува дека интернетот и социјалните мрежи се дел од животот на младата популација. Загрижува говорот на омраза за време на спортските надпревари меѓу земјите од регионот, но и кога има засилена политичка мобилизација во земјата, односно пред избори или за време на протести. Така да денеска ако зборуваме за кој да било сегмент од општествената интеракција, ние тој сегмент мораме, особено кај младите, ние тој сегмент мораме да го врземе со социјалните мрежи, односно интернетот како таков, без разлика дали се работи за професионално надоградување или се работи за поминување на слободно време или одредени нелегални активности кои што се поврзани со сајбер криминал денеска ќе. Говорот на омраза најчесто може да се забележи во делот под коментарите на текстовите на веб порталите и на социјалните мрежи. Законите во Македонија предвидуваат санкции за оние кои шират говор на омраза, но практиката покажува дека законските одредби воопшто или многу малку се применуваат. Следува информацијата од спортот. Се одигра 8 на финалните надпревари од фудбалскиот куп на Македонија во женска конкуренција.
Женскиот фудбалски клуб Кочани е елиминиран од натамошната борба, откако на гостувањето во Струга доживеа пораз од екипата на АС Юнайтед. Слично како и во штотуку завршениот есенски дел од првенството на првата фудбалска лига за жени, тимот на ЖФК Кочани одигра слабо и во надпреварите за освојување на Купот на Македонија. Во осмина финалниот надпревар, што се одигра во Струга, кочанските фудбалерки доживееа убедлив пораз од 5:1 од екипата на АС Юнайтед. Ваквиот расплет им можеше да се предпостави со оглед што стружанки во полусезоната од шампионатот играат далеку подобро, а пролетниот дел ќе го дочекаат на 4-то место на табелата со 15 бода повеќе од нашиот женски прволигаш. Освен на овој надпревар и на преостанатите 5 победа славеа домашните екипи. Така, во четвртфиналето, освен АС Юнайтед, пласман обезбедија и тимовите на Тетово, Борец, Спортски центар Истатов, Прилеп и Топгол. На овие екипи ќе им се придружат и минатогодишните финалисти Тиверија и Драгон 2014. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме во ова издание на вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте пријатен викенд. Довидување.